изедех го. Не го изедох. Чоколадото. Ме поправија приеска која ме прекинаа на првото излагање мое, ме поправија кога зборев за чоколадото, ја викав го изедох, а мислам дека правилно е изедех го. Сега вие кажете ми што е правилно, да или изедех го е правилно, ама ме поправија, добро, а тоа се однесуваше на тоа дека значи на чоколадото мислам кога ќе кажам изедех го, да не помисли некој нешто, да не му отиде паметот, некоја фантазија. А тоа го кажав кога кажав дека кога зборував за тоа дека не можеш да бидеш чауш број 1, значи на одредена највисока позиција, која што се бори против нешто, а ти да си самиот тоа против кое се бориш. Ти да бидеш тоа против кое се бориш. Например, американците за тоа се брутални, иако секогаш сегдека се случува тоа, но оној феноменот на валкани значки, сме гледали филмови за тоа. Например, американците се брутални кога некој нивни колега од полицијата ќе ги погази сите своји принципи, морални начала, етички начала на професијата и кога ќе премине на страната на криминалците и обично тие луѓе кои што ќе извалкаат значката завршуваат многу трагично. Например, драконски се казните кон таквите луѓе затоа што они цел живот државата вложувала во нив да му служат на народот, да ги штитат граѓаните, но кои ќе поминат на другата страна и со своите дела не го штитат повеќе народот, туку ја загрозуваат неговата безбедност, мир и така натаму, тогаш казните кон нив се навистина многу страшни и затоа голем дел од нив пред да бидат судени знаат да извршат и самоубиство и такви работи, затоа што знаат дека одењето нивно на робија ќе биде многу поголем пекол од тоа да се само елиминираат на некој начин. Затоа несфатливо е кога е некој на чело, пример на агенција или на организација за борба против корупција, кога самиот е корумпиран и по кој знае кој пат го гледаме тоа дека дотичната особа дека доби само условна казна во трајање од 1 година и некои 2 години демек да било нешто прекина, но нема везе, идеме ако се повтори ќе видиме што. И демек 2 години истата да била под некој надзор, демек да ја следа да не го повтори делото, глупости живи. Кога некој е обвинет, значи е осудена, што има условна казна, дека ја злоупотребила положбата, дека оддавала тајни на организацијата на која што и служела, тоест ги им јавувала веројатно на потенцијалните обвинети дека ќе бидат проверувани, следени и не знам што како. И кога ќе направи самата фалсификат, а е на чело на таква организација, значи по дефолт тука има корупција, а она треба да се бори против корупцијата. Значи, казната не може да биде условна за таквите луѓе, затоа што се на чело, они се брендот, они се лицето на таа организација како водечки кадар во таквите организации во случај за борба против корупција и т.н. И навистина е многу тешко да се гледа тоа како кај нас веќе со години го гледаме тоа како луѓе кои што треба да бидат брана некаква против криминалот, против корупцијата, кои што треба да бидат светилници на етиката, моралот, етиката во професијата, моралот, кога самите пројаѓаат на другата страна и стануваат опозит од сето тоа што треба да го застапуваат и бранат. Ако, например, си дал заклетва дека ќе им помогаш на луѓето во било каква ситуација, ќе им ги спасуваш животите од позиција на лекар, значи не можеш да си дозволиш да ги загрозуваш нивните животи. Апропо, мислам на оној незаборавен скандал на онкологија, кај што значи утврдена вина на едната лекарка, е утврдена вина и беше казната условно, дури не и беше ни земена лиценцата за работа, што е скандал сам по себе уште поголем, затоа што постапувала спротивно на сите кодекси лекарски, Хипократова заклетва и така натаму.
Значи, истата таа можете утре да, не дај Боже, нели, но некој од било кој од нас да стане, мислам, незин пациент, мислам, замислете каква е тоа иронија на судбината или абсурд, ако сакате, и се друго. Како исто така можете да паднете во рацете, во милост или немилост на некој од оние кои што создаваат неписмен кадар, така што им ги наплаќаат испитите, оценките поточно им ги наплаќаат, како дотичната професорка и ред други. И самите оние кои што го даваат митото, а полагаат, да кажеме, по 14 испити на месец, и утре таквиот еден може да дојде во било која позиција на моќ, кај што може да си игра со судбините на обичните луѓе, затоа што самиот е полн со комплекси и доволно голем аналфабет да направи штета. Некој си од тие античките филозофи имаше кажано, вика, немој да се плашиш од писмените, немој да се плашиш ни од неписмените, плаши се од полуписмените. Тоа е таа корупција конкретно за ова што зборам и во образованието, што создава полусвет фактички или пробисвети кои што утре ќе ги купат дипломите, потоа ќе купат уште 6 докторати, 3 магистратури или обратно, ќе дојат на позиција некоја кај што ќе одлучуваат за судбината на другите, и можете да замислите каква судбина ќе им подготват на сите останати со своите одлуки и со одлуките што ќе ги донесат благодарение на тоа полузнаење или незнаење, како сакате кажете го. Во таа смисла беше она реплика и за Дехко чоколадото, смисла дека други на сметка на овие кои што сериозно ги прекршиле етичките кодекси на својата професија и се ставиле на страната на незаконието, на беззаконието, на сметка на нив обичните граѓани може да го изедат, нели, дебело во судско-правниот систем заради украдено чоколадо. Затоа што верувам дека било кој од нас, ако влезе се у продавница и да украде чоколадо, дека за пола саат ќе му дојдат на врата, нели? И ќе треба да каже да го врати чоколадото или да каже што му направил на чоколадото. Ако му каже за Дехко, отиде у станица и, нели, се тоа што следи после тоа. Исто така, не се само овие проблем се и сите останати кои што на некој начин некако го дозволуваат ова да се случи, а не би требало. Јас затоа оддамна зборам дека ако треба да се направи ред, тогаш не треба да има правила, за да се создаде тој ред. Апропо муабетите демократска држава, не мешање на власта во судството, итн. Напротив, затоа имате вие држави, кај што наречете ги автократски режими, наречете ги диктатури или само режими, но кај што се знае кој на кого му еве матер и зашто. И зошто. Позната е приказната, што ми е кажал многу одамна, еден мој пријател, кој што е од Јордан, кој што потекнува од една од 5 најмоćни фамилии во Јордан, кој што живее у Скопје децении, ми кажуваше кога наследникот на Хусейн, кралот на Јордан, кога дошол на власт, ги собрал сите тајкуни, бизнисмени, министри, ово, и им кажал само една реченица. Океј, бизниси ќе правите ова, ќе правите она, разбирам, аванта, процент, разбирам, сето тоа разбирам, дел од бизнисот и така натаму. 2%. За поише од 2%. Сечам раче, лево или десно, или двете рачи. Тоа бил муабетот. Апропо, корупција, такви работи. Вика, ти можеш да си син на министар за надворешње, за одбрана,
како ги викаат тамо небитно у Јордан. Ако те фати возиш безпризорно во сообраќај, чудиш у затвор. Нема тука муабети, се јави тате му, се јави на бате, бате му се јави на чиче, чиче на нема такви работи. Значи за тоа се сурови. И не се само тие држави, имате такви други држави. Не дека тamo нема корупција пак, ама не да Боже да се открие. Тоа е заебанцијата. Како да кажеме што е во Кина ситуацијата. Значи тамо идеш пред стрелачки вод, нема тука многу муавети за економски криминал, за корупција, значи. Иако пак ја кажам, тамо е ставени се малце под мораториум тие смртни казни, не знам колку години, но се случуваат, не е тоа дека е тргната скрос од кривичниот законник тамо или како се вика се до тоа. Најтрагичното се е кога не ќе дучиш од собствените грешки. Тоа е најстрашното, затоа што ако една работа се случила еднаш, не мора да се случи втор пат. Ама ако не извлечеш поука од таа една работа лоша што се случила, сигурно ќе се случи втор пат, а ако се случи втор пат, сигурно ќе се случи и трет пат. Затоа се битни овие работи и да ги сватат сите, особено нашиве што се на власт, и сериозно да се справат со овие феномени или негативни влијанија кои што може да подкопаат темелите на цела држава ако тоа отиде без контрола негде во некој правец. После веќе касно, кога сето тоа ќе се отргне од контрола и да го доведеш во ред. Кај нас, мислам дека никогаш до сега таква отворена борба, блицкриг не се направи против сите овие феномени и може би е време да почне тоа да се прави. Гледаме у последно време колку излегуваат такви скандали со коруптивни. Гледаме дека значи некој работи на случајот, но она што иритира, што револтира е тоа што гледаме дека казните не се соодветни за сторените дела, дека најчесто јако има некоја осуда, осудата е условна и тие кои што особено биле на позиција на каква што кажав, дека треба да се бори против сите најнегативни појави што може да уништат едно општество, кога токму таквите наместо да се стават во одбрана на тоа општество, кога стануваат фактички активни дејци во спротивниот табор. Тоест, токму тие со своите дела на некој начин ги помагаат тие феномени да ги бустираат на некој начин и ги прават да бидат уште помоćни и уште повеќе недофатливи. Оно што е потребно да се направи е таа нулта толеранција за ваквите појави. Едноставно, мора да се биде многу по брутален на некој начин кога ќе се откриваат ваквите престапници, така да кажам. Затоа што во спротивно се прави и негативна атмосфера во самото општество, кој ќе видиш дека токму таквите кои што им биле дадени привилегии, на кои што им биле дадени убави позиции, што подразбираат добра плата, би рекол и европска плата која што соодветствува на некои европски стандарди, се или се доближува или така натаму на најразвиените земји, кога токму тие не само што со ништо не ја заслужиле таа плата, туку напротив ја осрамотиле својата фела, својата професија, ги осрамотили и оние кои што им ги дале тие позиции, кои што ги назначиле на тие позиции, едноставно ги осрамотиле сите и тоа е она што ја крева тензијата во едно општество кај јавноста, кај обичните луѓе, дека и ги турка во еден вид на, еден вид на колективен очеј која ќе сватат дека за некого не функционира законот, тоест дека не се сите еднакви
пред законот, или како што рече овој Орвел, мислам дека сите луѓе се еднакви, ама дека едните се поеднакви од другите, а тој тоа го кажа метафорично во смисла на животинската фарма, кога рече на животинската фарма сите животни се еднакви, иако едните се малку поеднакви од другите. Тоа беше клучната лајт мотивот на целата животинска, на неговиот прекрасен, така да кажем, роман Животинска фарма. Тоа наше неучење од грешките може да доведе до тоа да некои трагедии се повторат, некои феномени нонстоп да не се повторуваат, некои настани нонстоп да се повторуваат. И да дојдеме до ситуација да не можеме да излеземе од тој мајапсан круг. Еве го, што треба уште повеќе да се случи за да престане да се повторува тоа врсничко насилство во малолетничкиот табор во Македонија. Уште еден имате инцидент у Куманова, повторно девојчиња. И пак истата приказна, истата песна, намамено девојче нападнато у таа спортската сала, мислам дека е тоа Тазе Вест, тепано, удирано, влечено за коса за ова зона, закани дека ако каже на полиција дека ќе му се случи нешто пострашно од тоа тепање, влечење за коса, удирање со клоци, сите предпоставувате што може да биде пострашно од тоа. Па за да не дојде до таква работа, сериозно ќе се повторам, навистина треба сериозно нашата држава да размисли за отварање на некој, ја нареков, казнена колонија за малолетници. Сакате поправен дом, нека биде, ама поубаво звучи казнена колонија, кај што ќе се обидат да се бидат социализирани, нека биде во некој изолирано место и планинско подрачје во Македонија, кај што најблиското село ќе биде на 30 км, најблискиот град на 50 км, да кажеме, што ќе биде нормално колонија од отворен тип, казнена, што се вика и без огради, онака како у Норвешка, што се мислам, кај ќе оди, ако најблискиот град е на 60 км име на малолетници, кај ќе одат, кај ќе бегаат? И тамо буквално да дозавршат тоа што имаат основно школо или средно школо, нормално да ги поминат тие денови тамо, или години, 2-3, колку ќе бидат, да ги поминат изолирани од сите овие нови технологии, така што ќе немаат пристап до интернет, до мобилни телефони, кај што ќе изучуваат плюс тоа што учат школа, ќе изучуваат и занаети, со разни хобија ќе се занимаваат. Тоа, да кажеме, функционира во некои скандинавски земји, има такви дури за возрастни престапници, кои што, нели, појмене, или отслужиле поголем дел од казната, па ги носат на такви места да ја дозавршат, со тоа што тие имаат улога на регулатори, да ги ресоциализира полека, да ги врати во општеството, кога ќе излезат да станат конструктивни, така зборам сега за тие колонии за возрастни престапници, но исто таква едукативна улога, воспитно-образовна, треба да имаат и овие. Јас за кои што зборам и навистина треба да се размисли за тоа сериозно, да не ни се случи некоја поголема трагедија, а гледаме колку често се повторуваат тие инциденти со малолетници, особено девојчиња, што треба уште повеќе да го запали, да ја запали сијаличката кај сите во глава, со малолетни девојчиња, дека нешто сериозно, негативно и погрешно се случува во нашето општество и да се најдат точните причинители за сето тоа, зошто е тоа така. Нешто што се случува на Западот многу одамна, кое што од сите можни работи што ги има позитивни тамо, ние за жал како да ги извлекуваме само тие најлошите, како да ги копираме. Нормално има и добри, но работава што она што е буквално најлошото, како да не фасцинира најмногу, па сакаме да ги копираме
нели западњаци баш во тие работи. До нас, а не е до никој друг, само треба да се делува малце подиректно, малце побезобзирно, у позитивна смисла. Оти на крајот на краиштата, велат старите, стравот лозието го чува. Стравот е многу често пати многу позитивна емоција. И не случајно државите го употребуваат својот репресивен апарат да ги стават своите граѓани, да ги стават во ред, што се вика онака. И нема ништо лошо во тоа и ние не треба да зазираме дека тоа дали ќе биде оценето вака или онака. Треба да сме суверени во решавањето, во одлуката за решавање на овие проблеми, колку и да некој понекогаш ќе ги нарече и малце вакви, малце онакви, па не се според некои стандарди и така натаму. Напротив, треба да бидеме тука бескрупулозни кој се ваквите појави во прашања, кажав и зошто. Во меѓувреме, фасцинира и таа, како да ви кажам, и таа демагогија која што владее во одредени политички структури, дека се они на браникот на поима неам на работниците, на вамо, на тамо, дека се за некои радикални социјални решенија, кај што треба да им се даде ова, она, што не е сето тоа лошо, но у суштина е демагогија затоа што самите се добро ухлебени, што викаат србите, затоа што се во парламент, зимаат 2000 кусур евра плата, имаат привилегии, има ова, она, и што е најтрагично, кај што кажа нели премиеров пред 2 дена, многу од нив тоа име прво работно место. Па, овој депутат сега па ми звонат. Дончо беше, овој американец, нешто на бара и бемби. И као што рече премиеров, значи прво работно место име депутат во парламентот, како да ви кажам. Има многу такви, не само ви он што ги покаже со прст. Има и претходно такви. Имате луѓе кои што, како да ви кажам, прво работно место им беше у парламент и после неколку мандата беа у парламент. Се забораја, он фактички пензија у парламент ќе дочека. Имаше и такви случаи. Има случаи кои што прво работно место му било директор. И уште се негде директори. Малце нешто од едно на друго место ќе префрлат тоа, ама генерално се директори. Порано директор да станеше пред 40-50 години, тоа требаше нешто претходно да покажеш, нешто да направиш, па полека да напредуеш, па добро, тоа подразбираш и врски у партија и се до тоа све. Али не беа случајни луѓе на директорски позиции, со нешто требало да заслужиш. Овие сега, како да ви кажам, и затоа беше управо апсолутно Мицкоски кога го кажа дека е навистина така. И тоа исто иритира. Некој друг ќе работи, примерно некоја професија квалитетно со години и така натаму, нема ни приближно да дојде у позиција да добие некоја привилегија или, како да ви кажам, функција или така. Исто така и тоа е еден негативен феномен у едно општество. Како тоа некој вчера испилени што викаат веднаш доаѓа у позиција да, но кај нас тие, знаете, тоа е моќта на партијата од клошар преку ноќ да те направи да бидеш некој нешто, нели да продаш муда за бубрези. Оти навистина, јас знам барем 3-4 кои што пред 30 години беа во наводници, нели, клошари, ви кажав, кои што шверцуваа
пиво од гранапче у кафич, за да не го плати пивово у кафич по таа цена, него да си му биде по цена вода, по 2-3 пиво јакна бута и влага у кафич, исти такви како што продаваат у кафич. И тие после 20 години го гледаш, јеби го. Друго дете станал. Не ти прави муавет, не те поздравува по улица. Или ако те поздрави, тоа го прави од позиција на некоја привилегирана позиција, од високо го прави малце. Ако ќе рече, кај си, шо прави, да. И ти си викаш, what the fuck? Ама тоа е тоа. Едноставно знаел на време кај да упадне, што треба да направи, кому треба да направи за да дојде у позиција таква. И овие се мислам најголемите после тоа стануваат штеточини, тој што без заслуги дошол на одредена позиција, кој што нема никаков бекграунд, никакво CV, а со оглед на тоа кога гледаме какви све излегуваат од нашиве така наречени универзитети и факултети, како добиваат дипломи, можете само да замислите дека таа бројка на такви драстично ќе порасне. Пошто онако положи 14 испити за еден месец, он ќе ти заврши утре за една година ќе ти заврши 3 факултети. Така му доаѓа. Така 3 факултети за една година ќе заврши. И после за една година ќе земе 3 докторати. И ти утре кој од него кој ќе го назначат за нешто од партија, ти не си конкурентен у однос на него. Пошто имаш само еден факултет или појма нема. Шо да? Еден имаш, да не си конкурентен. Јебе га ќе ти кажат, тоа е тоа. 3 факултета, 3 доктората. Дечко, не знам шо, ова се факти. А како ги добил? Шо ги добил? Не е битното, шо е важното? Ком си има? Така што оставени на ветрометина, на бришан простор поточно, како држава, како народ, пошто сме оставени од меѓународната заедница, така да кажам, од Европската унија на бришан простор, и кога веќе се спремни со нас да прават политички социјални експерименти, како со заморчиња, мислам дека најпаметно за нашата власт е максимално да се позанимава со овие работи. Пак ќе кажам, ако ние, како држава, направиме ред, почитување на законите, ако успееме у голем дел да ги сузбиеме сите овие негативни феномени, можат после тоа да ни плукнат под прозорец. И ЕУ и сите останати. А тоа може да се направи. Не дека не може. Само треба политичка волја. Знам дека понекогаш е тешко, затоа што сепак кај нас е тоа калакурница, секогаш ќе се најде некој да не ти изгласа нешто, да прави филибастеринг, како се вика тоа, да блокира, да онади. Но затоа пак одговорноста е на тие на власта и тоа да го надминат. Тоа е нивна задача, тоа да го надминат, да не се случува повеќе. Тоа ќе подразбира можеби за очите на светот некои мерки кои што се за нив ќе бидат можда малце неприфатливи, така, ама сега како да ви кажам, одговорноста е на тие на власта. И тие имаат поддршката у големо мнозинство. И затоа треба да затворат уши што се однесува за разни критики што ќе ги добиваат од страна. Јас стварно не знам што се случува у тоа судско-правниот или правно-судскиот систем кај нас, ама тамо нешто сериозно треба да се смени. Оти сум убеден дека тамо има и добри професионалци, честни професионалци. Работава е што да се исфрли лошото семе, затоа што не можеш да спроведеш оно што си замислил,
ако имаш вакви елементи бубачки во тој систем кој што цело време ќе работат на тоа ти да не успееш да ги средиш работите до крај. И затоа можеби јас го разберам и тој, затоа можеби кај нас најмногу се остварува она една пророчка реченица на еден италијански писател, кога во еден свој роман, Леопард му се вика романот, кога ја кажа најкруцијалната, најважната можеби реченица за современите демократи, особено за држави кои што се обидуваат да застанат на нозе, како што е нашата, кога рече дека работата е во тоа политичкиот систем, стварите во државата, така радикално да ги промениш, за се да остане исто. Мислам дека тоа се случува токму поради овие работи. Што понекогаш и на тие најчесните што навистина сакаат да ги сменат работите, самиот систем, самата логика на управување во едни такви политички системи им ги врзува понекогаш рацете. И го имате нешто го имате. И да имаш најдобра волја, нешто да смениш, ќе се најде секојаш некоја група, некоја будала или како сакате кажете, која што ќе ве спречи тоа да го направите онака како што треба. Ама пак ја кажам, тоа е пак одговорност на тие кои што владеат да изнајдат начин како тоа да го направат без оглед на жртвите кои што тоа ги бара. И од едната и од другата страна. А логиката е дека треба да се справиш со сите тие бубачки кои што го прават системот таков, да едноставно авионов секогаш да рула по пистава, ама никако да полета. Тоа е генерално целата работа. Ете, на некој начин се изјасни во врскаш по кој знае кој пат за некои работи и се повторувам, ама мислам дека треба да се зборат почесто за полека да почнат да им влегуваат тие ствари у главата на оние кои што треба да ги менуваат сериозно работите кон подобро. Знам од друга страна дека повеќето од нас размислуваат вака или барем слично на ова што јас го кажувам и навистина имаме можност сега тоа да го направиме. Или да направиме барем нешто што ќе не однесе чекор 2 понатака. Без при тоа да мораме 3 да се враќаме назад. За тоа е целата работа. Мислам дека сега имаме таа можност, ни се укажува и не треба да се пропушти. Од тука доаѓаат сите овие работи што ги кажуваме, повеќето од нас и ова. И дека тука не треба да има овакви натегања. Дека треба да бидеме барем за тоа сите едногласни. Од и сето останато носи само, како да ви кажам, иритира, носи револт и граѓаните на тој начин почнуваат да стануваат рамнодушни и летаргични, да мислат дека никогаш ништо нема да може да се промени. Не, може да се промени. Може сериозно да се променат работите на подобро. Првиот услов е, што велат соседине, да се делува ни по баби, ни по чичковци, ни по стриковци. Да се делува онака како што вели законот. Сите исти пред законот. Ако си јадел маст, недозволено ќе јадеш и стап. Ако си на позиција кај што си требал да ги штитиш граѓаните од негативни појави, од криминал, а не си ги заштитил, напротив, си се стајал на страната на тие негативни феномени и на криминалот, треба за тоа, Бога ми, да го јадеш дебело стапот. Тоа, условни казни, на вистина, оди на нерви. Од истите тие, кои што условно се осудени, ќе поминат година-две, нема да чуете за нив,
ќе чекаат да им помине тоа условната казна, ништо нема да чуете за нив. Едноставно ќе се изгубат од јавноста. Ќе ги видите после 2-3 години, па се појавил негде, никнал на некоја позиција битна, кај што носи одлуки важни за сите, кај што управува со судбини на луѓе, за судбини на луѓе решавај. И тоа уште повеќе го зголемува тој револт, кој ќе видиш дека како и да ги завртиш, они пак се појавуваат. Дека се неуништиви, дека тоа е една тенија, така да се изразам метафорично, која што се регенерира самата. Или црв кој што самиот се регенерира. Ти го сечеш, не он повторно му расте местото што си го пресекол, затоа што си го отсекол главата. Старото древно прашање на македонскиот октопод. А токму тоа мислам дека и целта на така наречените наши ментори, камшикари, унаводници, како сакате кажете ги. Тоа е само представа за широки народни маси. Реформи бараме ова, бараме ова. Они од една страна бараат да се реформираме, а од друга страна прават се да останеме во згурата во која што се најдовме. И не е тоа случајно, и не е само по наша вина, иако сме ние највиновни за таа работа. Но тоа е така да биде, но тоа е така смислено. Ако ме разбирате што сакам да кажам. Самиот систем, играчите во тој систем, односот опозиција-позиција, ви кажувам, дури да има власт која што понекогаш има на вистина добри намери да ги следи работите, така е воспоставено се, да секогаш ќе се најде некој кој што ќе им пречи сериозно во таа работа, со голема поддршка понекогаш и од надвор. Знаете за што зборам така. И тоа ни се случува. Затоа велам, многу е битно сувереност е многу битна во овие работи. Понекојаш сам да одлучиш. Колку и да е тоа неатрактивно за оние од надвор или е според нивните стандарди недемократски и овона, не. Не. Да се делува бескрупулозно. Без театар, но исто така бескрупулозно. Ете тоа. Ај сега.